Право на глас има секое лице кое е запишано во изводот од избирачкиот список и поседува важечка лична карта или пасош. Гласањето се врши лично. По доаѓањето на избирачкото место, на граѓанинот најпрво му се проверува десниот палец со UV ламба за да се види дали има траги од безбоен UV спреј. Потоа се прави проверка на документите за лична идентификација и тој се потпишува во изводот од избирачкиот список. Потоа член на избирачкиот одбор му издава гласачко ливче на која на предната страна мора да му стави печат. Пред да се упати кон параванот за гласање, избирачот се прска со безбоен спреј. Освен важечка лична карта или пасош за гласање, не се прифаќаат документи како возачка дозвола, здравствена книшка, ученичка и студентска легитимација и друго. За прв пат на овие избори, изводите од избирачкиот список ќе содржат и фотографии од гласачите. Се гласа зад параванот за гласање со заокружување на редниот број пред подносителот на листата на кандидат и тоа е исклучиво со хемиско пенкало во сина боја. Доколку гласачот погреши, нема да добие друго гласачко ливче. Превитканото гласачко ливче се става во гласачката кутија. Не смее да се дозволи гласачот да го напушти гласачкото место без да го остави ливчето во кутијата. Зад еден гласачки параван е дозволено да има еден гласач, освен во случај кога на гласачот му е потребна помош. Лицата со физички недостаток и неписмените според изборниот законник имаат право со себе да повикаат лице кои ќе им помогне при гласањето. Нарушувањето на тајноста на гласањето е кривично дело во Република Македонија. Со Уставот на Република Македонија се гарантира правото на тајност на гласачите. Забрането е семејно и групно гласање и гласање во име на друг. Гласачкото место се затвора во 19 часот, а на лицата кои се затекнале во објектот ќе им се овозможи да гласаат. Прекин на гласањето може да има доколку на гласачкото место се наруши редот, се додека тој не се воспостави во случај на временски непогоди и други вонредни околности, ако приодот до гласачкото место не го обезбедува полиција, а за тоа имало потреба и доколку полицијата е повикана и не се одзвала на повикот. Државната изборна комисија исто така преку општинските изборни комисии побара во институциите како средни, основни училишта, градинки и слично, каде се сместени гласачките места од 6 до полноќ на 11 декември да биде исклучен видеонадзорот. На избирачкото место никој не смее да дојде вооружен, освен припадници на полицијата. Полицијата може да влезат на гласачкото место само во случај кога се повикани од избирачкиот одбор и кога ќе забележат сериозно нарушување на редот и мирот. Записниците и другиот изборен материјал избирачките одбори го доставуваат до општинската изборна комисија во рок од 5 часа по завршувањето на гласањето. Надлежната општинска изборна комисија потоа ги сумира резултатите од гласањето, составува записници и ги предава на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија првичните резултати од гласањето добиени по електронски пат ги објавува сукцесивно, а резултатите од записниците од општинските изборни комисии во рок од 12 часа по завршувањето на изборите. Државната изборна комисија конечните резултати од изборите ги објавува во рок од 24 часа од денот на нивната конечност.